Одоки до мене е Драган Гоцев, тој претходно си правеше мал мејкап на неговата фризура, затоа што и професионално со тоа се занимава, освен тоа што за кое што главно ќе зборуваме денеска, тоа е магазинот Есперанто, зад кој што стои тој, воедно тој има свој фризерски салон, така? Да. Здраво најпрво. Здраво, пријатно ми е што гостувам во вашата емисија. Како си? Супер, да, одморено. Еве овдека пред мене е токму магазинот Есперанто, кој што е пилотно издание, значи ова е првото издание премиерно и токму Драган Гоцев стои зад ова издание на Есперанто. Од каде таа идеја е да направиш ваков магазин, како успеа да собереш луѓе кои што еве ќе успеат да направат вакво издание, ваков магазин кој што е доста квалитетен, како што можем да видам, значи не е како оние претходно кои што сме ги имале во нашата Струмица. Да, ова е првиот каталошки магазин во Струмица, семеен магазин, станува збор за соработка со локал медија. Ја прифативната идеја да направиме списание во кое што струмичани ќе може да се промовираат нивните професии, дејности, продукти и сметам дека излезе едно списание што вреди за едно од подобрите во Македонија, не само во Струмица. Станува збор за квалитетна хартија во боја. Почитењето е во Европа 92. Станува збор за исто така за професионална фотографија и сметам дека се излезе како што треба. Кој фотограф стои зад овие фотографии кои што ги има во овој магазин? Во принцип го работиме струмички фотографии, тоа станува збор за Стојле Ангелов и Наце. Тие сликат, станува збор за голем број новинари кои внатре пишуваат за текстовите во списанието. Исто така и уредничкиот, тоест техничкиот дел е од струмички личности. Направено е производ кој што пред се, значи, струмичани го имаат главниот одел во него. На мене тоа е 80% за струмични, така. Да, станува збори за струмички локали, струмички цвеќари, личности познати. Да, луѓе кои што нешто значат во струмичката јавност. И од каде еве почна сето тоа, како ти дојде таа идеја еве да направиш еден ваков магазин? Имаше некој кој што беше главен виновник, кој што стои за тебе и те натера тоа да го направиш, или ти лично имаше таа желба подолг временски период, па еве сега конечно излезе на видење тоа што ти било како сон? Види, работам како фризер и шминки во моето студио секојдневно и тоа станува монотонно со тек на времето, меѓутоа сакаш и нешто друго да работиш. Сакам нешто што ќе развие целата монотонија, а може да направиме нешто што ќе остане во Струмица впечаток, значи да оставиме печат дека во Струмица се работело нешто во тој период. Затоа дојдовме до идејата со локал медија да направиме списание во кое ќе вметнеме се, значи, од струмичката јавност, тоест струмичките објекти, значи цвеќари или струмички познати личности и да она што ќе го земат струмичани да читаат стриктно за нашите личности овде, не на широката Македонија. Да ги доближиме струмичани на поинаков начин, преку едно списание. Сакам да те прашам кога ќе биде еве второто издание? Затоа што веќе знам дека е месечен магазин, меѓутоа еве веќе помина месец ден од како е издадено ова прво пилотно издание. Дали сега наредното ова е бесплатен примерок? Дали тоа значи дека ќе почне да се наплаќа наредно? Ова е пилот издание, значи првото списание станува збор за бесплатен примерок. Меѓутоа правиме напори да остане тоа така. Во моментот имаме многу барања од повеќе фирми кои што сакаат да учествуваат во весникот да внесат некоја реклама, па се подготвуваме за вториот вестник. Тоа се живее, нели? Тоа е причината за да стане колку е популарно, толку повеќе реклами ќе донесе. Толку повеќе реклами што може да се прошири уште повеќе, засега може да се каже дека е солидно, но мислам дека секогаш може и подобро. И како си задоволен еве од тоа што успеа да го направиш ова пилотно издание? Како луѓето те оценија, какви беа реакциите? Да, првите коментари ги добив од најблиските, потоа од моите клиенти. Потоа веќе уште вториот ден веќе добивме понуди и барања за да се добие вестникот во поголемите фирми. Има доста голема заинтересираност и засега е многу добро оценуван. Знаете, секогаш има и добри и лоши страни, но се надам дека ќе се не може да биде совршено, нели? Ќе биде уште подобро. И кога луѓето го видоа ова пилотно издание на Есперанто, мислам кога почна самиот зачеток на самото ова списание, кога им пристапи на луѓето кои што еве ги има веќе ова списание, како реагираат? Здраво, јас сум Драган, ќе правам месечен магазин, дали можете да ми помогнете со некој ваше интервју да дадете за магазинот и како луѓето еве реагира
што се случува, знаат дека во Струмица не постои тако нешто. Имаме еден, меѓутоа тоа не е месечен магазин. Ова е некако многу поразлично, многу поквалитетно. Да, и нешто што фалеше овдека во нашиот крај. Да, свесни сме дека во Струмица не е развиен овој медиум многу, тоест печатениот весник. И сметаме да направиме нешто што ќе биде различно пред се, а за луѓето внатре кои што пишуваат во весникот и оние кои што со своите интервјуа, работиме по принцип, им се јавам, ги замолам да дадат интервју, пред се ми се блиски пријатели. Како реагира на почеток? Тебе гледам дека тука се Благица Калева, нашата новинарка Сузана Мицева, гледам тука со Ксенија Хаджиева, исто така имаш направено интервју. Како кога им пристапи, како тие реагира, затоа што еве не постоеше такво нешто во Струмица и доаѓаш и им велиш дека еве сакам да направам со вас еден разговор кој што ќе оде на печатен медиум, тоа е списанието Есперанто, дали можем да добием позитивен одговор. Така и луѓето како реагира? Не, во ова станува збор дека тие сите што се внатре во весникот се мои блиски пријатели и не беше проблем да ни дадат. Ни дадат по едно интервју. Моите новинари го следят тоа секој што треба. Испадна се окей, тие кога го видеа весникот беа навистина изненадени зашто станува збор. Пред се излезе перфектно, да, како што треба. Дали тоа значи дека еве гледам овдека сите оние личности кои што им си направил интервјуа, дека ти им го правиш мејкапот, да? Сите што се внатре се направени од мои фризури и шминки, Сузана, Благица исто, овде имам од Касаменто нешто за новогодишното украсување. Исто така Елена Лука со својата деловна колекција за бизнис жени, Елена од пилатес и вежби. Сето тоа значи нивниот мејкап го направи ти? Да, лично јас. Пред се станува збор за списание кое сум главен уредник и пред се мене ми е гордост да личностите внатре кои што се да бидат лично приготвени од мене. Има од различни бранши, еве гледам невропсихијатар, имаш музичари, имаш новинари. Опфаќаме ме теми кои што се моментално најактуелни во Струмица, тоа е што најмногу ги интересира на струмичани. Во Струмица луѓето се малку повеќе сака да знаат повеќе за другите луѓе и со тоа ги информиравме, со тоа ги информиравме малку по. Доста беше да ги гледаме луѓето кои што еве живеат и работат во Скопје, кои што се нели повеќе популарни, па еве наши да се заборават. Се струмички сите личности, а не знам колку се препознатливи во Струмица затоа што реално немало медиум што ќе ги изрази тие личности со нивните професии, затоа што цело време сме сконцентрирани да гледаме личности од Скопје и од другите градови во Македонија, но ова е вестник каде што струмичани ќе може да погледат на ваков начин, кој еве ќе кажем, знаат сепак телевизија има кои што тоа го прават, нели ги запознават луѓето, меѓутоа еве на поразличен начин нешто што фалеше во нашите Струмица. Велиш дека ти беше монотоно да работиш постојано во твојот салон. Зошто монотоно? Монотоно ти од девојки, не? Не. Мојата работа е многу интересна работа, секојдневно се држам со многу жени. Мојот салон работи претежно со жени. Колку време веќе го работиш тоа? Јас стартував 13 години, досега работам веќе 7 години, но моето студио фигурира од 2013 година, октомври месец. И засега можам да се пофалам со добра работа и сум среќен што во Струмица има жени што се негуваат и го ценат мојата работа. Монотоно од она, точно така. Ми требаше нешто што ќе можеме да се изразиме на друг начин. Значи тоа е преку медиумите да направиме нешто што ќе биде малку поинтересно, а да не биде пак фризури и шминки, знаеш, каталог на фризури и шминки, затоа направивме нешто малку поразлично и сметам дека е позитивно доста прифатено. И сега наредниот број ќе биде во февруари, така? Се работи на вестникот, останува да видиме кога ќе биде се средано да излезе. Има нешто интересно што еве може да ни откриеш пред време што ќе го видиме во Не можам зашто ништо да ви кажам. За сега работиме. Нешто интересно ексклузивно кој што еве ќе ги привлече струмичани да со нетрпение да го очекуваат издавањето на Есперанто. Можам да ви кажам дека фирмите што ни бараат да добијат реклама внатре се доста интересни и се надам дека ќе биде прекрасен вестник исто така. И еве за крај за името Есперанто, твоја идејата да се вика така, тоа е еден вештачки јазик, нели? Да, значи под главното име на Есперанто стои овде Daci Fashion Politics. Во главно требаше да направиме име кое што ќе биде општо прифатено и во кирилица фонт. Тоа, Есперанто е вештачки јазик. Настанува во времето на индустријската револуција, но она што се случува во Струмица во тој период е било дека повеќе од струмичани, значи од работничката класа, се оформуваат и прават здружение кој што е наречено Есперанто.
тие се школувани личности од Москва, Србија, од повеќето поголеми центри, значи модни центри, да, подкрепен за ова да, есперанто не е сосем случајно ставено, баш во нивна чест ставиме името есперанто во честа на тие личности кои што се труделе да направат нешто во тоа време кога во Струмица била апсолутно замрана, значи модната индустрија. Тие донеле, значи, некој си зачиток на модерното во Струмица, да. Па македонците, мислам, струмичани се сеќаваат уште на некои мис Југославија, значи кои што биле струмичанки. Се уште значи нешто иновативно сакале да направите и тоа сето тоа те инспирирало да биде да поддржиме, да, и да докажеме дека во Струмица може да се развие модната индустрија. Јас ти благодарам што еве одвои време да бидеш дел од Шанк и ти посакувам многу успех. Се надевам дека тиражите ќе се зголемуваат од месец на месец затоа што е месечно и ќе добие убав глас не само дека во Струмица, туку еве и на национално ниво и низ цела Македонија ќе го запознаат есперанто. Есперанто, да. Јас благодарам вам на поканата. Сакам да се благодарам на сите личности што работаа за мене во Весникот и на Сидонија што ни одвоја време за интервју внатре во Весникот. Се надеваме на уште подобар успех во следниот Весник. Ви благодарам. Здраво, јас сум Драган Гоцев, се гледаме на некој Шанк, подвездениот град.